Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам навистина ретка и пријатна можност и чест да разговарам со академскиот сликар Горијан Ѓорѓиев. Кога кажав дека ми е задоволство што вечерва разговарам со Горијан, сакам веднаш да кажам зошто тоа го посочив на самиот почеток. Затоа што еден добар период работевме истовремено во Нова Македонија, во редакцијата на Нова Македонија. Јас како новинар во културната рубрика, а Горијан се грижеше за графичкиот изглед и дизајнот на весникот Нова Македонија. И се уште се сеќавам на таа голема просторија, каде што Горијан го планираше весникот, односно ги ставаше насловите, поднасловите и самите текстови и нормално тие потоа се печатеа во нашата печатница Нова Македонија. Горијан, се сеќаваш на Нова Македонија? Прекрасен период. Некој ќе каже бивша, како кажам, некои минати моменти структурални, политички, било како, но нас навистина ни беше прекрасно, еден добар една голема школа, едно големо училиште. Големо училиште, еден респект едни меѓу други, без разлика од еминентни можеби личности. Знаеме нели кои писатели се биле и главни уредници на Нова Македонија, кои се прошло таму и кои произлегло, така да мислам, еден извор на квалитет и голема чест, а и радост и беше пријатно дефинитивно. Така. Јас само уште две реченици сакам во врска со Нова Македонија, иако ние може да зборуваме со сати, со денови и со месеци што се вели за Нова Македонија, навистина Нова Македонија беше репрезент во новинарството. Еден од неколкуте весници во Македонија. Она што е многу битно, да влезиш и да работиш во Нова Македонија, тоа значеше да си го досегнал врвот во македонското новинарство. И оттаму јас научив две, многу, други, ама две големи работи. Првата, планирањето. Значи, јас таму научив дека треба за секој следен ден да се подготвим и да планирам. Бидејќи таму имавме дневно планирање, неделно планирање, месечно планирање. Тоа беше големата школа од Нова Македонија. И второто, што ми е многу драго, кога работев во Нова Македонија, имав време да сработам нешто и за себе си. Значи, пишувајќи со машината за пишување информации, вести, правејќи интервјуа и слично, има време да напишам и по некоја песна и по некој расказ. Верувам дека и ти си наоѓал малку време плюс за да се занимаваш и со твојата основна сфера, ликовната уметност. Ја мислам дека се може вака многу слободумно и може би храбро ќе биде, но мислам дека секој човек покрај својата работа од која живее, а таа мора да биде квалитетна за него, каде што ќе го изразува својот квалитет, нели, творечки, и со радост би требало да оди на таа работа што работи, неминовно е да има уште една работа. Сега беше интересно у тој момент, јас кога бев нели графички уредник, ја велев, не сум ја графички уредник, јас сум уметник, знаеш, она тоа секогаш обратно е. Обратно е, да. Така да тоа е интересни моменти. Но сепак еве и ова е доказ дека не сум можел ја да живеам од писателството, затоа сум работел како новинар. Или ти не си можел да живееш како сликар, па затоа си работел како графички уредник во Нова Македонија. Зошто ова го кажувам? Затоа што, ама тоа беше и добро. Бидејќи едно е да си ти академски сликар дома затворен во ателието, друго е да си меѓу врвулица луѓе или јас како писател. Јас одев на многу настани. Мене новинарството ми беше исто така едно големо искуство, една школа. Верувам дека и ти, тој период од Нова Македонија, дека е можеби стожерен, темелен за она што и сега го работиш. Бидејќи јас гледам денеска си многу активен. Зошто? Затоа што го имаш научено тој ред. Ние на одреден начин сме формирани и во Нова Македонија, делумно, да не речем дресирани, но навистина е така. Јас
без план за утре, а тоа ми е од Нова Македонија, не можам да го започнам следниот ден. Најверојатно и кај тебе е нешто слично. Така ја баш се слагам, еве сега работам нели како дневна динамика. Уредник на Ти работиш ликовната програма во Младинскиот културен центар. Така е, сега морам да кажем на работа апропо ова што го збориш. После Нова Македонија, добро, имав неколку така работи, се обидував повторно да се вработиш, знаеш, мора да преживееш. Така е, сигурно. И имаше момент кога решив ќе бидам слободен уметник. Не дека беше толку тешко да се преживее, но беше ателието, платното, јас можеби прошетки вака низ галеристи, строго уметници. Ама се вртиш во еден и многу интересно, не знам кај писателите дали и другите автори се случува така, ти кога си затворен сами од себе си. Ти на платното го гледаш огледалото од себе и константно си во себе. Отслик. Да, отслик. И многу е тешко и сега дури еве го Хемингвеј се утепал, викам сега јас го Хемингвеј да земем пиштол да се пукнам у глава, буквално тоа ти доаѓа. Секој ден истото па исто. Не е истото. Тоа е огромна, како да кажам, црна вонвременска дупка во која влегуваш и копаш и е опасно да како рудник. Како рудник, да. И е опасно дури толку внатре да влезеш. Сега што ми е муабетот, значи тебе ти треба еден излез надвор, каде што ќе комуницираш, таа е една друга страна, јинг-јанговска, да кажеме, каде што потехнички ќе функционираш и ќе комуницираш с луѓе по сосема нека друга сфера да ти се одмори мозокот, за да предеш после дали ти ќе напишеш песна, дали ја ќе насликам слика. Знаеш, многу ни е тоа неминовно и битно. Убаво го започнавме и го водиме овој разговор и допираме некои сфери што се умни и заумни. Не можеш ти постојано да истражуваш и да копаш само во себе си, зашто тој простор е затворен, е омеѓен. Значи мора да излезеш и надвор, мора зошто? Да проветреш. Така, зошто ние сликаме и пишуваме? Затоа што секојдневно гледаме некои сензации, некои настани, некои случувања. Значи во тој судир на трешниот и на дворешниот свет, всушност доаѓа до таа синтеза и се создава делото уметноста. И убаво и ти тоа си го забележал, дека ти треба малку да излезеш и од ателието, да излезеш од себе си. Зашто ти црташ, пишуваш, ама се исцрпуваш. Тој простор мора да се проширува. И проширува и проветрува, ја тоа велам. Мора да се направи една дисперзија. Ама еве што се случува, правите боеми, ако ќе кажам, например, работи, твори. Му треба алкохол, му треба да отиде до крајност во една друга сфера, дали во алкохолизам, дали во таа боемштина крајна. И он иде до крај и повторно се приближуваат многу близу до смртта. Да. Тоа е многу интересно. Па ќе се одбие од огледалото и ќе се врати. Ќе се врати назад. Така ние имаме една резервна гума, така да тоа е исто што и оваа работа сега што ја работам како уредник. Сега кажи ми за во МКЦ. Ти си многу активен, морам да, како фалба го кажувам, како комплимент за тебе. Создаваш многу дела, најверојатно си го нашол идеалното работно место, да речем, простор, каде што си свој, самостоен, ама во контакт со други ликовни творци, уметници, им организираш изложби, ликовни настани. Како ти е во МКЦ? Па МКЦ за мене е рајска градина во однос на енергетско ниво. Сега што велиш ти, точно во слободното време, кога треба да пијам кафе или нешто на Facebook, не дека не гледам Facebook и истражувам авторите, јас си сликам. Многу автори го правили, Владимир Ѓорѓиевски го правил пред мене и не знам, он нели Сите без исклучок тоа го прават. И се интересно е тоа што јас кај мене доаѓаат многу млади луѓе на консултации. Ќе кажат, вака ќе седнеме тамо, ќе гледаат, ќе донесат дело. И тоа е убаво, знаеш, некако си креативен во однос на културното поле во Македонија. Имаш увид. Имаш увид и гледаш да изградиш едно ново поле. Дали ќе најдеш некој млад историчар на уметноста, така. Дали некои млади кои се потенцијални, доаѓаат сега. Добро, ама им помагаш ти, им ги отвараш вратите, како ти кога си бил млад, сега го правиш ти тоа истото со нив. Многу значило мене некој постар колега кој ти даде убав збор онака. Тоа ќе те оценка, комплимент. И ќе изгледаш онака летка што се вика, што ти е мерак. Сега има некои со затворени врати сега. Знаеш што е најтежок момент кога некој ќе каже јас сум гений, ќе дојде млад. Тоа е најстрашно. И ќе каже јас сум генијалец. Сам Бендисен. Нарцис. И
Сега, тоа е многу деликатно и ќе му кажеш, добро, генија си, знаеш, не можеш да го одеш, сакаш и него да му помогнеш. Ама нема сите вратичка каде што можеш да влезеш да помогнеш. А што е помошта? Ти не можеш реално да му помогнеш. Не можеш. Само малце треба он да го прошири кругот на гледање, за и твојот збор, добро било, не било добро, да го стави у размисла. А не мора да го прифати. Да го примени, така 100%. Така. Сега, веднаш сакам да го продолжиме овој разговор. Ти си роден во Скопје, значи, како се вели тоа, дете, момче од една урбана средина. Кажи ми, Горијан, каде се роди, во која населба? Како течеше твоето детство, твојата младост, за да се формираш подоцна, а подоцна ќе дојдеме и до денешниве дни, па ќе разговараме што создаваш и слично, но како започна твојот живот во Скопје и каде? Започна наводно во населбата на буџите, така вика. Ама мојот дел не беше на буџите, туку на интелектуалците кои, значи луѓе кои биле успешни во својата културна сфера добивале тука Кондовски, Прличко, Хаџибошков, Гуте, сега многу се како да кажам, сите тие мене ми беа комшии. Так. Имаше од населбата и некој така релативно од пониската сфера на политичкото окружување. Така. И сега знаеш, тие луѓе ја ги гледав секој ден. Ова што ги гледаме ние, енциклопедија, во наша енциклопедија, доколку се напре, нели имаше неуспешен обид. Да. Сите тие мене ми беа, како да кажам, чичковци кои секогаш правевме муабет. И соседи. И соседи, да, и кои не им пречеше да направат некој муабет. Ви тука и Бранка Станковска ви ставил она ист. Ред, не може да се сетам на сите. Каде е убавината со тоа малското живење? Ние како деца, некој ќе каже, ајде одети, дојди вам, купи ми 2 лева, да кажем. Ќе отидеш и му купиш 2 лева, фала ти, не знам, ќе ти даде некој лижавче лево десно. Од овие истиве луѓе. Да. И ти комуницираш у нивната племенитост. Тоа не е доброто, они беа племенити луѓе, успешни во својата сфера. И тоа, знаеш, некако ме градеше како човек, знаеш, од друга страна како Сидарта изолиран во еден како да кажам, посјаен момент на обкружување и живење. Да. А дури сега кога ги слушам муабетите, ти тогаш знаеш ли што било, како било, ја тогаш верував во добрината на, искрено да кажам, на тој комунистички, дека секој треба да се дае себе си во интерес на државата. На државата, да. Дека треба да јуришеш ти таму и се да направиме на сите да не би дубаво. И тоа е тој момент, и сега да ти кажам искрено, татко ме веруваше, не во комунизмот, во добрината, што треба да направиш кон другите. Так. И се уште ме радува тоа, и тоа и сакам и сликарството, кога ќе направам слика, тоа да биде убава, која ќе го радува него, не тоа да биде некој воздигнат квалитет, како и да. Не му прави задоволство на наблюдувачот, на реципиентот, на оној што сака таа слика да има дома, во својот дом, да се едно дали во дневната или во работната соба, спална. Сакам да те прашам, кога сме уште таму на Водно, иако имаше еден прекрасен афоризам, хумористичарот, односно хумористот Софе Штериовски, тој велеше: некои живеат на Водно, а некои наводно. Наводно, да. Има тука многу вистина, но ти каде заврши во основно училиште? Во Кочарацин? Во Кочарацин, да. И ми предаваше еден у пензија, Трпе Калајджиски се викаше, партизан што се вика, последна генерација. И ние бевме третирани како партизани. Како војници. Како војници, тука имаше стапче, имаше магарешка клупа, имаше гравчиња. Да. И тоа немаше на дисциплина, да. И кога ја засака ликовната уметност? Кога ти се определи за ова што си денес? Види, јас Грегори Пек го гледав некаде 8 оделение, сакав правник да бидам кон него. Имаше еден филм, не знам како не се сеќавам, и викам, ја направен ќе идам. Да делиш правда. Спроти мене беше Иво Пухан, римско право нели што преда, и му викам вака и вака. Абе вика, а често дискутиравме, иако бев млад, ме интересираше правото. Посебно римското право е многу интересно. И вика, добро, вика, те бива, вика, паметен си. Ама вика, со топката те гледам, вика, не се ти за тоа. И а средно училиште ти биде здодевно само. Средно училиште отидов Јосиф Брос, ти си идеја Јосиф Брос. Така. Какво ликовно тоа беше средно уметничко, тоа беше за мене страшно нешто. Уствари ви помислев, татко ми рече, ајбе, вика, тама ќе идеш, немај. Ходи си ти. Ама како отидов гимназија Јосиф Брос, нели како што следува, гледам, ја нешто тнка работа што се вика.
И после тоа, исто ти викам за факултетот што ти кажав, лево, десно, татко ми вика, не те бива, ти на педагошка наставник ќе бидеш. За секој случај. И тамо, лево, десно, врски, не знам шо, педагошка, лесно. Викам се, наставник не бива. Ја викам, ќе пробам на Ликовна академија, на приемен. И отидов на Ликовна академија, тамо Петар Мазев беше у комисија, мислам така, и лево, десно ме видоа. Татко ми дури не знаеше дека јас сум дека си конкурирал да, и ме примија. И он ме спрема мене за учител, што се вика наставник. И кога дојде тоа, што ти кажам, јас демек уметник ќе бидам. Леле, дома, проблем. Вика, а татко ми викаше, Ванчо Ѓурѓиев, од Судар Иван, он има, им ги менува имењата. И на Велков, и на татко ми беше Иван, Јован беше, па Иван, па Ванчо. А исто бил Јован Велков, па Иван Велков после го прекоста. Што ти кажам, ви сега, оди разбери се. Добро. И вика, два уметника нема, вика, во едно ателје, вика, не може, вика, тоа да. Да, ќе има проблем. Ќе има проблем. Судир. И јас и беше отпор имаше кон тоа. Ја имав најлоши четки, чаршавот од креветот на кој спиев беше на некои даски што сум ги спојувал, и овој професорот вика, добра бе, вика, ти толку немаш, вика, еден блиндрам да имаш, и еден пркос имаше тука, и ја бев најкатастрофа од сите. Што се однесува на опрема ликовна. Ама се трудев, прва и втора, така, женски, она, знаеш, тој период е ваќа. Трета година Мазев доаѓа да ми биде професор. Тоа така се најдовме на таква симбиоза, што се вика творечка енергија. Значи ти во класата на Мазев, фактично. Трета година. Трета. Да. И четврта на Стасов. На Стасов, години. И тогаш мене, вика, ме крена, он ми вика, има, вика, потенцијал од тебе, знаеш. Нама он беше малку деликатен, ќе земе. Чекај се ти кажам, бам, ќе се занесе, цела слика ќе ја направи. Да, Петар Мазев. А јас па, људко, врз сликат. Викам, па да ги чував се сликите, ќе само негова слика, знаеш. Сите си ги премачкав мој, он мене ќе ми каже, ама пак се наоѓавме. Добро. Ама многу ми правеше отпор тоа што секогаш он викаше супер ти ова, супер ти. Викам ќе му направиме нешто да не биде супер. Да не биде. И земав еден женски полов орган, огромен го направив онака. И го насликав и чекам сега, викам сега ќе дојде сапајле, сите чекаме, овие чекаат сите какваш. И пикна главата што си го да, ова вика тоа. Викам, нема чаре, ова, викам, нема спас. Добре. И така ти викам, добро, сега само ти кажам како Добро, ама тој те подкренал, те накренал, фактички многу битна подршка ти дал тебе. Да, почнав да верувам у себе си, пошто пази, уметник, ти ја вратил самодовербата. Тука тие моменти многу битни. И се уште на една работа се навратил. Добро. Четврта година така. И работив, и не работив. Дури не беше коректно. Нама завршувам. Имам 3 овакво дипломски работи, се потрудив, стварно, некој грб, некоја илустрација на гестикулација на рацете, под назад гледано така жени убави, со рацете гестикулир, прекрасни дела. И се покаже на аукција, правеше вечер, мислам, на ликовни дела у Дом на работнички беше, горе. И аукција, ја земам, сега немам ја дела, и викам, ја ќе си ја земам таа, викам, од факултет. Под мишка тамо, так, ја однесов на аукција. Сите овие уметници, други веб, ако кажеме, биле 1000 евра, мојата 5000 сликата. Ама многу е, не бе, викам, 5000 мојата. И ти викам, бидна што бидна аукцијата, нормално 5000, кој ќе ти дае на аукција, пошто ќе ја тераат, ама ме послуша. И у весник пишуваше уметникот, не знам шо, удрал цена, тантара, мантара. Нема везе, викам, ништо не продав, ама имаше еден Драган, се презиме ми текне постар човек, мене бе Бендиса, вика, 2 слики ќе направиш за мене. Како ми кажа, тој ги направи. И земав некоја пара, као сега по 250 евра, 500 евра секој да земеш. И готово станав уметник. Ето, толку беше реалната приказна, зашто јас станав уметник. Па добро. Тоа е патот. Пази колку е тој, како да кажам, безвезен. Ама парите се битни, парите се мерка, посебно за млад човек. Првиот джепар кој ќе заработи, што се твои пари, твои средства, твој успех. Успех. И најнаш успех се врзуваш на нешто си извадил интересно. Од духовното стануваш материјалист, материјалното доаѓа до израз. Да, јас затоа и бикот го работам, затоа што ние сега сме во овој материјален свет, каде што мора да се приклониме кон таа игра. Кон реалноста. Реалноста, така. Сега, Горјан, сакам да те прашам.
за тој период, кога беше на Академијата за ликовни уметности, која што со успех нормално ја заврши, таму дипломираше, ти веќе спомна две имиња, го спомна Петар Мазев, го спомна Родолюб Анастасов. Кои други сликари од тој период? Прва и втора Симон Шемов. Шемов. Да. Така. Исто интересен момент, што се вика, така едукативен, весело се сноѓавме, весело ни беше, така да еминентни имиња сепак. Да. Си имал сепак, тоа е, како да кажам, и среќа и големо задоволство да си во жив, во секојдневен контакт со тие твои претходници. Да, и таа... Тие се бардови, сепак се таа класа, јас дипломирав 74-та, 87 година. Дипломирав. Да, 87. 87-ма, тоа беа, како ти кажам, класици на елитата на македонската уметност, од како му доаѓа четвртата генерација, трета, четврта генерација. Так. И тука се воде убави дискусии, они сака да пренесат, секој си го пренесуваше својот, како да кажам, својата жица ликовна. Добро, тоа е и тоа можеше да се примете. Егото, нормално. Секој тргнува од себе си. Така, секој си пренесе, ама тоа беше тоа. Ти што ќе пренесем нешто друго, Ова е тешко прашање што се ќе ти поставам, би сакал да ми одговориш, не дипломатски, вистински. Кој е тој ликовен уметник кој што ти беше звезда, водилка, па на одрен начин и идол, и кој што од македонските зборувам, а може да ми кажеш се разбери од балканските, европските, светските, ама сепак да почнеме од македонските. Кој е тој? Мазев ли беше? Кој е тој што сакаш и ти да еден ден и јас да бидам како него? Па види, јас го сакав Мазев ради неговата слобода. Он беше слободен човек. Не беше затворен во творештвото како игра. Да, он беше големо дете и јас сум се уште големо дете. Така да значи, јас сакав да го задржам детството во себе и се уште сум дете. Ја и на моје деца им викам, ја ко вас сум, викам исти, немаме ние разлика. Си играм со боите и со четките и со хартијата. Си играм и со животот си играм, знаеш, секој ден ми е игра, ја ги сакам сите убави работи, го сакам овој разговор, значи да уживаш во се. Нешто ново да се случува. Така, а децата неќат кога се затворени и нешто мора, знаеш. Кај мене нема мора, туку ја ќе го направам тоа, ама дај да се сложиме некако, знаеш. Да. Да биде мора, да биде треба. Да, или сакам. Го имаше тој ти викам момент на... Ама внимавај, треба да ми одговори, сепак да ми издвоиш едно име. Кои други? Па, мене ми интересен Шобај чисто, овој починал скоро. Знам. Сека него што е? Он успеа... Значи Шобај ти беше? Милош Шобај, да. Мислам, сум били на колонија со него. Јас лично го познав. Да? Дури бевме... Црногорец, дури бевме цимери. Стварно? Со него и тоа точно знам каде. Бевме цимери, јас како поет, како писател, а тој како ликовен творец на манифестацијата Младоста на Сутјеска, Младост Сутјеска на Тентиште. Так. И не сместија двајцата во исти bungalov. Така да јас завидувам, браво. Јас со Шобајич бев како писател. Браво. Редок човек. Редок. Пон со живот. Пон со живот. И он се чувствува млад, коронава го сотре. Тоа крајно жал. Многу ми беше жал. Значи Шобајич ти беше... Шобајич се зошто он? Затоа што он успеваше таа динамика да ја извади, па не можеше со платното, па мораше да ги вади кондурите што се вели на платно да ги стави, за да тој избликот да го напомпа и ти кога ќе ја видиш неговата овие тридимензионални слики. Па тоа е ти утробата извадена на уметникот на платно или на виделина стајана. Така да, тоа е тоа. Добро, тој стана едно респектабилно име, не само на нашиве екс-југословенски простори, туку и надвор, мина и Балканот, стана европско име. Име. И тука имаше една дискусија со него, само ја го разбира сите, вика, какви ти се, вика, тешки сликите. Он вика, што име, вика, на луѓево, вика, мене, јас, вика, радоста, вика, правам, не е тоа тешка слика, знаеш, пошто црвената му беше сината. Тие две бои доминантни. Да, доминантни, вика, не бе, вика, јас, убаво е, вика, ова, јас стварно го гледам убаво. И се интересно, жена ми вика, има... Тие јарки бои, доминантни. Музика некоја.
И за мене таа музика ме крева. Бе, како те крева музиката, текстот вика го слушаш? Не бе, викам, интонацијата ја слушам, мене ми убаво. Слушам музиката, не слушам текстот. Така. И така и со сликите, значи, ја интонацијата слушам, ја гледам дека тоа е високо енергетска состојба и вредна за да ти биде некој репер онака на живење. Добро, ти фактички одговори покрај Мазев и Шобаич, но да се вратиме сега малку на твојот личен устрем, твојот личен пат и веднаш да кажам дека по твоето дипломирање во 1987 година на одсекот сликарство на Академијата за ликовни уметности во Скопје станува член на ДЛУМ наредната година, 1988 Така година. беше редот, да. Тоа читам во твојата биографија. Тоа беше редот, така да. Така беше редот. И на кона што е многу битно, ти имаш учествувано на голем број перформанси, групни изложби и колонии во земјава, но и во странство. Сега, списокот на самостојни изложби овде голем. Не, мала е. Не е мал. Ја мислам дека е малку и јас сум застанал со тоа, али добро. Фактички е мал, е точно дека е селективен, ама е голем во онаа смисла дека го има тука Скопје, ја има Струмица, го има Белград, ја има Битола, ја има Подгорица, во Црна Гора, но ја има и Франција. И сега моето прашање, за ова морам да кажам, се подготвував и викав, внимавај да не заборавиш да го прашаш Горијан. Која од овие изложби посебно би ја издвоил, или ако сакаш за повеќето од овие изложби проговорени, бидејќи сепак изложбите се јавни презентации. Едно е уметникот што си создава дома, во своето ателие, во својот дом. Но, јавно, тој се презентира. Посебно е одговорно да се презентираш надвор од својот животен реал. Во Скопје е репрезентативно, бијќи главен град на Македонија. Си били во Струмица, си били во Битола, но да имаш своја изложба во Црна Гора, да имаш своја изложба во Белград, да имаш во Франција, каде што има многу поголема, пожестока конкуренција, не е едноставно, бидејќи добро е таму да дојде некој познат сликар и речи: слушај, ова е добро или ова е одлично. И мислам дека тие колонии, тие изложби, колку и ти да велиш сега не се битни и си престанал, можеби ти се смачило од тоа носење на сликите преку граница, па барање согласност од министерството и слично. И јас би се откажал, односно знам како е тој целиот процес, но има и убави моменти, има и убави страни во изложувањето. Ајде малку за овие твои изложби. Вака се, малце е деликатен мојот став. Значи, ако, слободно кажи си. Сигурно е контрасит. Најубавото нешто на една изложба е кога сликите се долу наредени или на купче се овакви. И кога ќе ги кренеш горе. Значи, кревањето на изложбата. Да. И тој момент и кога ќе ги видиш наредени сите слики, тоа е најубавиот момент на изложбата. После тоа, како ти кажам, можам да ги ценам луѓето, многу луѓе ќе ти честитаат, сите ќе те возвишуваат. Ако имаш врски и на телевизија ќе те викаат и било што се што. Ако си покафански човек, уште поише ќе те викаат. Ако имаш голема родбина, па галеријата ќе ти биде преполна, како ти кажам. Ако си им направил па чест на некои луѓе, па и они ќе те почестат. Тоа е еден од убавите работи. Само сакам да кажем на работа. Мене, јас како организатор на изложби, најубавите изложби се најосамени изложби, најквалитетните. Да, и тоа е многу жално и јас однака буквално се препотувам, значи доаѓале, јас што сум ги правил, врвни уметници кои се етаблирани, удостоени во своите земји, има најмалку публика. И јас, што се вика, тука некој плюс минус 3-4 души. Појма немам, значи гениални. Ќе се метнам само кратко да кажам дека е исто, не слично, сосема исто и со писателите и со промоциите на книги. Сигурен сум, да. Најдобрите писатели имаат 5 до 10 луѓе, а најлошите или полошите имаат и 200. Ама ќе викнат роднини, кетеринг и 300 други споредни работи. Вистинскиот писател нема време да се занимава со тоа. Тој едноставно препушта тоа да се некој друг да го направи за него, а кога друг го прави или не го прави воопшто, и што се случува? Многу убаво рече.
На промоцијата ќе дојдат тие што ќе промовираат и ќе бидат повеќе отколку присутните спроти нив во публиката, или на изложбите. Тоа исто и со филмовите. Да. Најдобрите филмови имаат 1, 2, 3, 5 посетители. А некои комерцијални, ефтини филмови ги полнат киносалите. Тоа е Или театрите. Тоа е реалноста и сега Комедиите. така. И сега точно треба човек да знае како ја дегустира уметноста. Ама сега види, има и други проблеми. Значи, реалните тие љубители што се имаат проблеми, дали со паркинг, дали со слободно време, дали со бука да тргне, што се вика, да отиде, да издвои време во сите овие ангажмани на ова динамично време, знаеш. И сега што се случува? Значи, јас изложбата, да, ама се случува, ајде на кратко само ќе кажам, некоја гетоизација на одредени групи кај нас во ликовнава сфера. И они не се издвојуваат баш така како групи, туку се мешаат едни со други како рогови во вреќа се. И тука настанува многу една непријатна состојба на ликовната сцена. Група една, група друга и отпори има. Да, Сакам да кажам тоа у иницијацијата на организирање на изложба може да најде човек. Добро, и тоа не е битно, да него шириме лошиот муабет. Горјане, не е тоа лош муабет. И во писателските, и во филмските, и во театарските, во сите уметнички кругови постојат кланови. Постојат групации. Јас, тебе, ти, мене. И тие си доделуваат награди, признанија, си се поддржуваат, затворени кругови. Но, сепак, мислам дека уметноста, вистинската уметност, се пробива. Таа ќе излезе надвор од и покрај тие моćни кругови. И така уметникот, мислам дека, па и преку изложбите, ќе го добие тоа право на јавност и место под сонцето. И овде со една реченица сакам само да поентирам, многу изложби, за жал, можат да се затворат при самиот чин на отворањето. Публиката дошла, коктелот завршил, ликовниот творец може да си ги земе веднаш сликите, да не доаѓа друг пат. Ама таа публика може да не ги видела сликите дори. Туку само се појавила. И не ги гледаат. Многу луѓе не ги гледаат сликите. Доаѓаат, честитат, почнуваат некој момент и се излегуваат. Да. Тоа многу често се случува не само со изложбите, и со промоциите на книги. Замислете, дошол на промоција на книга. Не ја прочитал. И има можност да ја земи книгата за никакви пари. Не, никакви пари да ја купи тука. Не ја купува, чека да ја добие без пари, или воопшто и да ја добие без пари, нема ни да ја отвори кога ќе отиде дома. Многу подценувачки е тој однос. Дури Атер ти прави тоа што без пари си му ја дал. Атер ти прави. Да. На некој начин. Мислам, он мисли дека ти прави. Сега ќе речиш, станале луѓето мрзливи, немаат време. Не. Вистинските читатели, вистинските љубители на ликовната уметност, тие се ретки. Тие читаат, тие одат на ликовни настани. И поради нив треба да се направат тие изложби. Не за масовна публика, за тие ретки следокусци, за тие ретки читатели и посетители. Еден да е вреден. Еден. Се согласува. Сега на една друга позитивна... Само не ми одговори за тие изложбите што ги имаше во Македонија. Малку куцо да кажеш. Види, су ги правил и тие некаде, како да кажам, до која година? Ете, до 2017. До 17-та, мислам дека имаше така некои, како да кажам, и кустоси, и до убави луѓе, како да кажам. Так. И многу е убаво кога со некој со мерак ја напреше изложбата. Так. И кога некој ќе му текне да те викне, јас, ти знаеш како јас тебе те видов, инспириран од убавината на твоите дела, кои тврдам дека ти викаш не сум уметник си и писател и се што и за портретите правевме муабет кој ретко кој може да ги ретко кој може ама твојот имаш автентичен начин на пристап. Тука ми е зборот. Што ми беше за поентата? Поентата дека треба некој да види. Така субави луѓе треба да направиш изложбата. А и ти кога ќе отидеш на пример кај мене кога доаѓаат луѓе за изложба исто, треба со убава енергија, не со очекување дека он генија, некој па сега да паднам доле. Или со омраза, со завист, со злоба.
дојди. Не, ами тоа е интересно, пази се се Фејсбуков електронски идиотски момент. Ти ќе му направиш милиони услуги, он мисли дека тоа го заслужил. А што најинтересно, пази, еден парепер вака психолошки, никад лайк нема да ти стаи. Пази, лайк нема да ти стаи. А ти за него дури и тоа го мрзи. Си се мучел, он не го мрзи. Тук има Намерно. одмар кон тебе, он не направил, ама требаше поише да направи. Намерно, да. Така да тие ниски се убавината сега да ти кажам, од дали произлегуваат од изложбите или од како да кажам од самото дело, пошто секој дел, секој збор, кога е убав, еден збор каже убаво, он ќе привлече енергија, една линија повеќе со убава енергија и привлекува гравитација прави на сродни души. И сега се случува на пример да доаѓаат луѓе кај мене дома, ќе види сликата. Он директно комуницира со незе затоа што сака да ја земе. И многу има тука голема енергија, знаеш. Па ќе ја стави, па ќе време може суште по рамка, па овона. Па ќе се фали дека бил, па друг ќе земе. Се врзува со сликата. Се врзува. И сега каде е уметноста? Да сликите или делата што ќе бидат прочитани, да ги читаат квалитетни луѓе кои можат да се вдахнат, пошто ја тоа велам, ние сме сите како една енергија, дури и лошиот човек е едно те исто, дел од нас. Затоа што може во некои крајни тамо зони на вакво имаме ние лошотила во нас, кои може го тргаме. И треба да се разбереме. Ама ти викам, луѓе кои се гравитираат кон добрата енергија, многу брзо ќе се разбереме ние и во уметничкиот, и во естетскиот, и во било што, и се разпознаваме. Са мене ми е драго за моеве слики што многу млади успеваат да се отворат во духот и фала Богу, ти викам на моеве слики да се врзат и со гордост да ги стават во младешки современи домови каде што тие флуктираат нели со таа енергија што имам јас, ама таа енергија имаат и они, па тука настанува некоја симбиоза на духовите. Јас не затоа што се познаваме, затоа што сме пријатели, туку одговорно ќе кажам дека ти си денес еден од водечките македонски ликовни творци. Интензивно работиш, сериозно работиш, создаваш вредни, значајни, капитални дела, а доказ за тоа е дека е се поголем бројот на луѓето кои што дел од тоа твое сликарство, твоето творештво, сака да биде нивно. И доаѓаат, ги купуваат. Зошто? Затоа што едно е да отидеш на изложба, на коктелот, едно е да го удриш ликовниот уметник по грбот и да му честиташ, ама сосема друго е да извадиш од својот джеп од пари. своето време, у крајен случај. Не, пари, средства. Ама парите е времето. За да го купиш тоа дело. И тоа дело да го сместиш во твојот дом. Треба да ти е прво убаво и тебе пријатно, веќе секој ден треба да го гледаш. Ти живе, станува дел од твојот живот, од твојата интима. Дури би рекол станува член на твоето семејство. Сега, тоа е факт дека ти тоа го правиш, но наспроти тоа, ќе проговориме малку и за некои негативни нешта. Јас бев на една ликовна колонија во Врањска бања со 20 ликовни уметници од Тетово. И тие мене ми рекоја, ние во текот на годината работиме како молери. Ние сме најдобрите молери во градот. И сите не бараат за да варосуваме, за да кречиме. Јас не сакам да верувам дека дотаму е стигната работата, дека ликовните творци ќе стануваат се повеќе молери и дека ќе се занимаваат со се друго, а не со ликовна уметност. Бидејќи ги нема на свадбите веќе ликовните дела што се носеа како поклони, како подароци. Сега е битен ковертот и парите внатре. Се помалку се купуваат ликовни дела, тоа сакав да го кажам. А природно е на ликовната изложба да се отиде, за да се купи некој ликовно дело, за да не го купи некој друг пред тебе. Ексклузива, Да имаш ексклузива. Или на промоција на книги, да дојде, да ја купи таа книга со потпис од авторот. Ова го кажувам, бидејќи јас искрено, гледајќи ги твоите дела и она што го работиш, јас секогаш имам такво чувство. Јас би сакал да имам слика од Горјан Ѓорѓиев дома. Зошто? Значи, тоа мене ми се допаѓа. Сега би сакал на што поголем број граѓани да им се допаѓа, верувам дека им се допаѓа твојата уметност и дека ти фактички
Тоа сега што го работиш и во домот на младите, во Младинскиот културен центар, ја има истата премиса. Ликовната уметност да стигне до што повеќе граѓани. Не, морам малце да те поправам. Ако, слободно. Има еден голем проблем во уметноста, што може многу да не биде масовна? потпадна, каде што да не биде комерцијална. Каде што ќе се направи комерцијална уметност, знаеш. Ама тоа е, и јас можеби се трудам, али те обседнува тоа, знаеш, да бидеш по сакан звезда да бидеш, знаеш. Не дека не те обседнува. Ама секогаш кога ќе те поклопи таа желба да бидеш помасовно сакан, индивидуалноста ја губиш, изразот го губиш и готово. Така да, да ти кажам дека тоа е малце деликатно. Да. Не, се согласувам, тешко се прави тој компромис, тешко се наоѓа таа златна средина. Така, најдобре сродните души, тука некоја гравитација се прави, па тоа за понатака, за пошироката маса, тоа полека отвара, знаеш, како да кажам. Кај нас во писателските води, велиме ние, не е битно колку те фалат, туку кој те фали. Ете така. И најверојатно и кај вас. Апсолутно се слагам, да. Во сликарството е така. Сега, бидејќи ближиме кон крајот на емисијата, ти ни донесе тука неколку твои каталози. Ајде да ги покажеме дел од нив, зашто сепак гледачите сепак да видат. Тоа е првиот од Нова Македонија. Да, преку камерите сепак ќе видат галерија Столби. Дел од твоите слики, зашто знаете како ќе дојде сликар тука и ќе речат, гледај, Христо не ги покажа неговите слики. Знаеш, кој сака ќе види името, ќе отвори. Да, денеска има тоа. Има, така да... Ама добро, сепак, еве и ова една информација, овие твои каталози, кога веќе те замолив да ги донесиш и ти ги донесе, сепак чувствувам потреба и да малку вака да ги прелистаме, јавно да ги покажеме. Веќе некој иден сликар може би ќе ги види, па ќе рече, сакам јас да бидам... Па има, да. Како овој сликар. Да. И, еве, бидејќи... Доволно. Бидејќи сме на крајот од емисијата, ќе те замолам, овдека со овие наши фломастери, со една од овие бои, да си избереш, со црната, горе да ни го напишеш твоето име и презиме. А во овој другиот дел е на твоја порака, на твоја мисли, и слободно можеш нешто го сакаш и да нацрташ, бидејќи од овие листови ние после ќе имаме изложба на учесниците на нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Еве на гледачите да им кажам дека Горијан пишува моментов веќе е прекрасно минато. Очекувам дека тоа ќе окажеш дека секој сегашен миг е всушност минато. Да. За жал, но може да биде секој момент прекрасно минато. Така да мене ми е многу драго и ќе се сеќавам на овој момент со тебе затоа што многу е убаво. Си поразговаравме. Многу убаво кога човек ги постави правите прашања и секој уметник кој мисли дека уметник треба да се поставуваат прави прашања и да се прави срдечен љубов муабет. Иначе се паѓа вода. А еве всушност нас не спои оваа маса, не е кафеанска, ама оваа маса спојува многу мои гости, многу творци и ми е драго што на оваа маса седна и ти и што го направи овој разговор и сакам со рака да ти честитам за се досега што имаш остварено многу. Јас верувам дека и допрва тоа ќе продолжиш да управиш и најискрено верувам дека ти ќе си го заземеш местото на твоите претходници кои што ги спомнавме, како што се и Мазев, и Анастасов, и Шемов и многу други македонски познати сликари, сега веќе бардови на македонската ликовна уметност. Ти благодарам. Ти благодарам уште еднаш.